Стартуваме со дневникот на К1 телевизија. Земјоделие, политика, култура, спорт и во овој дневник ви ги пренесуваме информациите од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Според Миновски, договорот помеѓу Македонија и Бугарија е асиметричен. Се уште не исплатени минатогодишните субвенции на лозарите. Едукативна работилница за идните мајки во организација на НВО Лулка. Договорот помеѓу Македонија и Бугарија е асиметричен. Тој ги изразува желбите и интересите на Бугарија, смета универзитетскиот професор Михајло Миновски. Според него, за овој договор треба да се отвори широка дебата. Оваа тема ги засега и граѓаните на Република Македонија. Последната анкета на Институтот Павел Шатев покажува дека над 60% од испитаниците не го поддржуваат договорот за добрососедство. Договорот помеѓу Македонија и Бугарија е договор кој што ги изразува желбите и интересите на Бугарија како бугарски национален интерес во една поширока глобална политика која што ја водат и според тоа Македонија е на тест да прифати некои одредби кои што се практично диктат какви се промени треба ние да направиме. Ова е ставот на универзитетскиот професор по историја Михајло Миновски. Таму како што стои дека не имаме заедничко минато, а се разбира дека немаме заеднички, имаме заеднички некои работи, но некако заедничко минато и дека едноставно Бугарија од оној договор што може да го видиме, признава дека има македонска држава од 44 година наваму, но нема македонски народ, јазик, нација и така натаму, дека сето минато е заедничко, а тоа значи бугарско, читано поинаку. Миновски истакна дека ние сме македонци од 1944 година па навака, а пред таа година не сметаат дека сме постоеле. Сите тие се кои што да ги нафрлиме најосновните одредби кои што може да ги загрижува секој поединец, секој македонец, секој семејство. Затоа што во прашање како ќе ги воспитуваме, како ќе ги образуваме нашите деца. Дали нивните дедовци и прадедовци биле бугари, а дека сега тие се од сите после 44 година единствено тогаш се македонци. И тоа е поддискутабилно поставено во договорот што е сега применен. Инаку, според последната анкета на Институтот Павел Шатев, над 60% од испитаниците не го поддржуваат во сегашната форма договорот за добрососедство со Бугарија, кој неодамна беше потпишан, и сметаат дека одредбите од овој документ одат во полза на нашиот сосед. На прашањата колку споменатиот договор во кој не се отплатени испитаниците албанци, 22,4%, одговориле дека го поддржуваат договорот со Бугарија, но дури 62,5% се изјасниле дека тој ја нема нивната поддршка. Со не знам, на прашањето генерално, дали го поддржувате или сте против договорот за добрососедство со Бугарија, одговориле 15,1% од анкетираните. Колку интернетот како дел од нашето секојдневие може позитивно да влијае во изборниот процес? Дали Македонија е спремна и треба да размислува за електронски изборен процес? Дијана Иванова има повеќе за ова. Дека интернетот се повеќе дел од нашето секојдневие е веќе позната појава, но дали сме стигнати до фаза кога треба да се размислува за електронски изборен процес е прашање кое за нас во овој момент е без одговор. Информациите на ДИК дека во период 12 август до 9 септември увид во единствениот избирачки список преку интернет направиле 203.191 лице или 10 пати повеќе во однос на оние кои што проверката ја направиле во локалните канцеларии, е потврда за се поголемата примена на интернетот и во процесот наречен избори. Пред 3 години, за прв пат во Македонија се отвори прашањето за електронско гласање. Тогаш се предлагаше електронски право на глас да имаат само нашинците во диаспората, но и самиот процес да биде како пилот проект за правото на електронски глас да го има секој кој што е запишен во единствениот избирачки список. Електронскиот начин на гласање на избори е вообичаена пракса во Соединетите Американски држави.
уште не им се исплатени минатогодишните субвенции на лозарите. Председателот на регионалниот сојуз на лозари Агротеквешија Љупчо Аризонов вели 40% од лозарите не ги добиле своите финансии. Аризанов прашува што чека владата, кога мисли да им го исплати долгот на земјоделците. 40% од минатогодишните субвенции се уште не им се исплатени на лозарите, вели председателот на регионалниот сојуз на лозари Агротеквешија Љупчо Аризанов. Иако новата влада најавуваше целосна исплата и нови мерки за лозарите, тоа се уште не сме го почувствувале, додава Аризанов. Со нивното барање до антикорупцијска започнала исплатата на субвенциите, но засега стагнирала. Аризанов прашува што чека ресорното министерство. Што мисли да се завтасаме со другата година која што треба, нормално ланската година, миналата влада почна да исплача од новембар месец, крајот на новембар почна да исплача. Кога они ќе завршат старите од миналата година да ги довршат, па да почнат со новите. Можда со закаснување ги прибраа документите и сега тие за оваа година, но тоа со разбирање нека биде така така мораше да биде. Подитно да се исплатат минатогодишните субвенции, а не само да ги бараат долговите на земјоделците кои што ги имаат за водарина, смета Аризанов. Со неисплаќањето на нивниот труд тие не можат да ги подмират долговите спрема државата, а ниту пак потребните трошоци кои ги имаат при самото производство. Субвенциите се државна мерка која со закон им е загарантирана на земјоделците. За исплатата на субвенциите вчера на пресконференција посветена на првите 100 дена владење на овој ресор, министерот Љупчо Николовски рече дека биле исплатени 60 милиони евра. На оваа пресконференција реагира од ВМРО ДПМН, нагласувајќи дека во првите 100 дена од нивното раководење министерството реализирало програми и мерки на претходната влада. Поради топлото време и недоволното количество на влага, во лоша состојба се пролетните насади. Во катастрофална состојба е и пченката. Експертите велат дека можно е да нема род кај оние земјоделски површини каде што нема системи за наводнување. Земјоделските култури се наоѓаат во критична состојба поради долготрајната суша. Поради топлото време и недоволните количества на влага, во лоша состојба се пролетните насади, а во катастрофална состојба е и пченката. Експертите велат дека можно е да нема род кај оние земјоделски површини каде што нема системи за наводнување. Се предвидува штети да има кај лозарството и овоштарството. Зрната грозје почнуваат да дехидрираат, а и стеблото започнува да се суши. Може да се случи до година да нема род или пак истиот да биде многу мал кај овошките, кои сега треба да ги формираат цветните папки. Агрометеоролозите со препораки приоритетно да биде наводнувањето. Единствено оризопроизводителите очекуваат дека ќе има надпросечен род. Наскоро ќе почне жетвата на оваа култура. Според Државниот завод за статистика, во второто тримесечие од 2017 година, стапката на слободни работни места изнесува 1,53%. Најголем дел од слободните работни места има во секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна, а најмалку во секторот јавна управа и одбрана. Во второто тримесечие од 2017 година, стапката на слободни работни места изнесува 1,53%, објави Државниот завод за статистика. Највисока стапка на слободни места има секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна 4,50%, додека најмала е стапката во секторот јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување, каде што изнесува 0,04%. Деловните субјекти со број на невработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,14%. Југозападниот регион има највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 3,05%. Најголем број слободни работни места, односно 2807, има во петтата група занимања, работници во услужни дејности и продажба. Иако во денешно време интернетот нуди многу информации за идните мајки, сепак не секогаш тие се вистинити. Токму во оваа насока беше вчерашната едукативна работилница за идните мајки и дојки.
Целта беше мајките да добијат знаења, практични вештини, информации и препораки од педиатрите за тоа како до безбедна бременост и безбеден процес на доење. Здрава и безбедна бременост, нормален пораѓај, правилно доење и држење на бебето во текот на доењето. Ова се само дел од темите кои беа дебатирани на едукативната работилница посветена на мајките и идни мајки и доилки. Според организаторите, ова е најдобриот начин да се добијат потребните знаења, информации и препораки од педијатар за тоа како најлесно да се започне со процесот на доење и да си помогнете себе си и на вашето бебе. Како мајката да биде во тек на породувањето свесна, како да знае што и се случува и што се следи нели во текот на породувањето, како да ги препознае контракциите, како да препознае кога е време за да оди во болница, да соработува со тимот кој што ќе породува. Меѓутоа исто така многу значаен дел е одвоен и за доењето, односно ги запознаваме со главните принципи на доењето и како всушност мајката да почне и да го одржи доењето. Затоа што целокупното здравје на бебето, значи на детето, зависи и од текот на бременоста и од породувањето, меѓутоа секако зависи од доењето, односно како ќе се воспостави тој процес после породување. Иако во денешно време интернетот нуди многу информации за идните мајки, сепак не секогаш тие се вистините, вели доктор Денис, додавајќи дека најдобро е кога се слушаат и почитуваат советите од гинеколозите и педиатрите. Во основа, во денешно време веќе благодарение на интернет, трудниците на вистина имаат доста знаење, значи доста информации имаат, меѓутоа дел од тие информации за жал и не се точни, дел се некои туги искуства кои што може да бидат некогаш и негативни искуства, и заради тоа би требало значи тие информации кои што ги добиваат трудниците да бидат проверени и да бидат од стручни лица. Во рамки на нашата работилница значи презентираат педијатар и гинеколог, значи некои луѓе кои што работат секојдневно, професионалци кои што работат секојдневно со овие пациенти, со ваква популација, и секако важно е дел од тие информации што се пренесуваат, значи да стигнат на било каков начин до трудниците. На овие работилници, освен информации и препораки од педијатар, идните мајки и доилки имаат можности за практични вештини. Ова е прва едукативна работилница за доење во Велес во организација на НВО Лулка од Скопје. Нови 50 припадници на Американскиот мировен корпус денеска допатуваа во Македонија. Следните 2 години тие ќе ги поминат волонтирајќи во училишта и во организации низ земјава. За време на нивниот престој во Македонија, како што соопштуваат од мировниот корпус, американските волонтери ќе работат како наставници по англиски јазик, дефектолози, како и во областа на развојот на заедниците, во партнерство со основни и средни училишта, владини институции, општини и невладини организации. Ова е 22 група на волонтери кои ќе живеат и работат во градови и села во Македонија. Тие ќе ги поминат првите 3 месеци во обука која што ќе вклучува изучување на македонскиот или албанскиот јазик и култура. Својата служба во Македонија ќе ја започнат на почетокот на месец декември. Вести од Македонија во продолжение. Премиерот Зоран Заев од денеска до 23 септември ќе присуствува на генералната дебата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, кое се одржува по 72 пат. Заев го придружуваат министерот за надворешни работи Никола Димитров и министерот без ресор задолжен за диаспората Едмонд Адеми. Предвидено е Заев да се сретне со високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија Федерика Могерини, комесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан, председателот на САД Доналд Трамп, премиерот на Јапонија Шинзо Абе и други. Во рамки на посетата на САД, Заев ќе оствари и средби со представници на диаспората на Република Македонија во Соединетите Американски држави, како и бизнисмени од САД. Предвидено е премиерот да учествува на повеќе тематски панели за време на овој собир. Актуелните градоначалници кои се кандидирани повторно зад себе имаат реализирано многу проекти во корист на сите граѓани, се вели во соопштението од ВМРО ДПМНЕ. Кандидатите што се промовираат за прв пат се успешни и угледни граѓани, почитувани во своите места. Програмите што се нудат се најдобрите кои се понудени на овие избори, со издржани и конкретни проекти. Локалниот економски развој е приоритет во програмите на сите кандидати.
Индустриските зони го вратија животот во општините. Формирањето на нови индустријски зони ќе обезбедат повеќе вработување и повеќе приходи за населението, пишува во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ за секоја општина има конкретна програма за развој на секое место кое ќе прерасне во убаво и достојно место за живење. Од најбројната партија во собранието порачуваат дека на изборите на 15 октомври граѓаните ќе ја препознаат понудата на ВМРО ДПМНЕ. Во рамки на истрагата за петочниот бомбашки напад во лондонското метро, кога беа повредени најмалку 30 лица, британската полиција уапсила и втор осомничен, наведуваат британските медиуми, повикувајќи се на извори од полицијата. Во западното лондонско предградие Хаунслоун, непосредно пред полнок бил уапсен 21 годишен маж. Тој бил приведен согласно британскиот закон за тероризам и одведен во полициска станица во Јужен Лондон. Предходно вечерта британската полиција во пристанишниот град Довер уапсила 18 годишно момче и направила претрес во зградата во градот Самбери крај Лондон во врска со нападот. Вести од светот. Доколку условите во договорот за климата не се променат, Соединетите американски држави ќе се повлечат од Парискиот договор за климата, пренесоа француските медиуми. Портпаролката на Белата куќа Сара Хакаби Сандерс изјавила дека нема никаква промена во позицијата на САД во однос на Париската спогодба и дека тие ќе се повлечат доколку не можат повторно да се приклучат кон него, но под поповолни услови за нивната земја. Овој став беше лиферуван откако весникот Wall Street Journal го цитираше Мигел Ариас Кајете, високо позициониран европски представник за климата, со ставот дека САД нема да ја попречат Париската спогодба, туку ќе се обидат да ги преразгледаат условите под кои ќе можат да преземат ангажмани во рамки на актуелната спогодба, пренесе ДПА. Канете вчера во Монтреал се сретна со министри од околу 30 земји за да разгледаат какви чекори да преземат за примена на спогодбата од Париз 2015 година. Нов договор за безбедност со Европската Унија сака да склучи британската влада, што ќе дозволи продолжување на соработката во борбата со криминалот и тероризмот по Брекзит, пренесоа француските медиуми. Британската влада преку комунике соопшти дека сака договор што ќе ја представува нивната правна рамка за продолжување на полициската соработката во области и безбедноста и казненото право по нивното излегување и дека официјален Лондон ќе овозможи да се избегне појавата на дупки во оперативната активност по Брекзит, предвиден за март 2019. Министерот за Брекзит Дейвид Дейвис во комуникето посочил дека ефикасната меѓународна соработка е апсолутно неопходна како за Обединетото кралство, така и за Европската Унија, доколку сакаме да ја гарантираме безбедноста на нашите граѓани, а криминалците да ги изведеме пред суд. Американскиот национален центар за урагани соопшти дека ураганот Норма, кој се формираше крај Пацифичкиот брег на Мексико и се упати кон северозападната мексиканска сојузна држава Баха Калифорнија, ослабна на ниво на тропска бура. Се очекува Норма дополнително да ослабне во следните 2 дена. Норма следува по бурата Макс, која пред 3 дена ја погоди јужната мексиканска сојузна држава Оаксака на Пацифичкиот брег, каде поројните дождови предизвикаа повеќе лизгање на земјиштето. Оаксака на 7 септември ја погоди земјотрес со интензитет од 8,2 степени според Рихтер, при што загинаа 96 лица. Минатата недела Атлантскиот брег на Мексико беше погоден од ураганот Катја, а на почетокот на месецов Баха Калифорнија се најде на удар на тропската бура Лидија, при што загинаа 7 лица.
Фудбалската репрезентација на Македонија ќе одигра уште еден надпревар на стадионот Младост во Струмица против Лихтенштајн, кој за нашиот фудбалски тим ќе биде последен во квалификацијскиот циклус за светското првенство 2018. Надпреварот помеѓу Македонија и Лихтенштајн ќе се игра на 9 октомври со почеток во 20 часот и 45 минути. Предходно фудбалската селекција гостува во Италија на 6 октомври. Продолжуваме со спорт. Со победата на Владо Мицо во машка конкуренција и Катерина Маринковик во женска конкуренција заврши турнирот во тенис Велес Open 2017 година. Велешани љубители на тенисот имаа можност изминатиот период да видат квалитетни тениски надпревари и да ги запознаат македонските тенисери кои се идна надеж на македонскиот тенис. 7 година поред се организира Велес Open 2017 оваа година, по втор пат со награден фонд. А за прв пат и во женска конкуренција. Значи, учествуваат моментално најдобрите тенисери од Македонија. Раковски вели дека од година во година интересот за тенисот е се поголем. Радува податокот што излегуваат квалитетни кадри кои достоинствено го представуваат Велес и Република Македонија. Нерешено одиграа екипите на Борец и Брегалница во Велес со резултат 1-1 во надпреварот од третото коло во втората фудбалска лига на Македонија. Екипата на Борец со погодокот на Антонио Калановски уште во 6-та минута дојде до водство, но откако во возбудливиот надпревар Дарко Стојанов беше исклучен кај Борец во 73-та минута, гостите успеаа да стигнат до израмнување и бод со голот на Стефан Мишев во 93-та минута. Хоризонт Турново загуби од Тиквеш со 2-5. Осогово е совлада Плачковица со 2-1, додека победа Валандово загуби од Кожув со 1-2. ФК Беласица пак славеше минимално против Каменица Саса со 1-0. Денес имавме сончево и многу топло време со надпросечни дневни температури за овој период. Проследено со слаб до умерен југозападен ветер, а во западните делови повремено засилен. УВ индексот имаше вредност 6. Утринската температура се движеше во интервал од 9 до 16 степени, а дневната температура достигна до 36 степен. Во понеделник надпросечно топло ќе биде кон југот и истокот на земјата. Во среда и четврток има зголемена облачност со појава на повремен дожд, претежно во западните делови ќе дува повремено засилен ветер, а температурите значително ќе опаднат. Метеоинформациите се последни во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!